Повеќе од 2 месеци не знаат ниту од што ја лечеле, ниту од што починала 60-годишната скопјанка на клиниката за торакална хирургија. Обвинува семејството кое лута во здравствениот лавирант по одговори. Завршило на Карел, бидејќи скршила рака, но откако ја преместиле пациентката на торакална, по само 2 недели таа починала. Семејството побарало обдукција, но од денот на смртта на 4 септември па наваму, никој од персоналот на клиниката не кажува, ниту пак потпишува од што починала жената. Според семејството, обдукцијата е направена, но извештајот уште не го добиле. Директорот на торакална, Неџад Јакупи, како и директорот на судска медицина, Александар Станов, за сега не се достапни за одговори на обвинувањата кон нив. Алфа неколку пати се обиде да стапи во контакт и со двајцата. Дојде до контакт до докторот, односно директорот на клиниката за торакална хирургија и во петок 1 септември на дрздок и крајно арогантен начин, неколку минути му одвил од времето, само му кажал пациентката не била за таму, он ни правил услуга, требало да се префрли на гастро. Ве молам, каква услуга, тоа му е работа, нема каква услуга, кој му барал услуга? И вика, ќе префрли во понеделник на гастро и вака со раката дрско, ајде да ме излегувајте од канцеларијата и рекол ќе напишам налог да останете да ја посетуват овие 3 дена. Сестрата на починатата се уште во шок и неверување поради скандалозното однесување на директорот и вработените на клиниката. Откако јавиле дека пациентката починала, таа истиот ден добила отпусно писмо за сестра и како да е уште жива, во кое нема наведено која терапија ја примала. Повеќе од 2 месеци Ценова моли кај директорот на торакална и судска медицина за да ја одговорат која е причината за смртта на сестра. Голготата почнала во август, кога сега починатата скршила рака. Била сместена 2 недели на Карел, оттаму со отпусно писмо е преместена на торакална хирургија и од тој момент никој не знае каква терапија примила. За ужасот кој го преживуваат пациентите и односот на персоналот, Ценова како да раскажува хорор приказна преточена на филмско платно. Беше легната гола на чаршафот и јас кога видов се згрозив и ја прашам сестрата што беше тука присутна, викам сестра што е ова, нема ни пелена ни лопат, ја нам вика господјо ние еднаш месечно добиваме пелени. Па кажете ќе донесеме на што личи тој однос. Ги замолуваш, ве молам, му викаш на болничарот, да поместиме на средина, беше легната на крај. Тие едниот вика, не ми е тоа работа, сега ќе дојде друг болничар, едниот, вика, она така лежи на крај, и значи ја цело време загледани во мобилните, значи никаков третман и нега не добива од медицинскиот персонал. Потрагата по одговори за смртта на сестра си, Ценова вели дека нема да ја заврши се додека не ја дознае вистината. Се охрабрила да побара медиуми, убедена е дека државата и здравството не водат грижа за пациентите, односно скандалозна не е само онкологија. Ценова се надава дека под медиумски притисок ќе ја дознае причината за смртта и нивната мајка починала минатата недела, без да ја дознае вистината зошто ја изгубила ќерка си.